Во Македонија воопшто не постои систем кој ќе ги заштити граѓаните од вакви несакани последици. Од самиот почеток на воспоставување на модуларните болници сме под постојан ризик дека ваква трагедија може да ни се случи и утре. Кога беше отсечен доводот на кислород во Тетовската модуларна болница, која што функционираше само доколку има стабилен довод на кислород, а при тоа истрагата не даде речиси никакви резултати, можеме да се посомневаме дека вакво нешто може да ни се случи повторно и повторно, вели универзитетскиот професор Никола Дујовски. Тој апелира веднаш да се проверат сите модуларни болници. Дел од експертите дури ценат дека е потребно да се затворат истите, се додека не се открие вистината за ужасниот пожар кој одзеде 14 животи. Тоа што веднаш треба да се направи е да се обезбедат сите други модуларни болници. Да не ни се случи некој од другите, макар таа на паркингот пред инфективната клиника во Скопје, или сите други да ни се повтори вакво нешто, затоа што ако можеше тому да се случи за 3 минути, ништо не укажува на тоа дека нема да се случи на друго место. Затоа потребно е веднаш превентивна проверка на материјалите од кои што се изградени, на начинот на кој што се раководи, на начинот кој влегува и кој излегува од тие болници, како се третираат болните, тоа е работа на органите сега. И тука апсолутно треба државните органи да се не безкомпромисни кон одредбата. Ако треба да се затвори. Подобро нешто да немате, да не предизвикува опасности, отколку да имате нешто со што ќе намалувате сигурноста на граѓаните или недовербата во институциите. Ние на овој начин всушност уште повеќе ја зголемивме недовербата во институциите, посебно во здравствениот систем. Ние се уште немаме одговор дали на вистина модуларните болници во Македонија се изградени по највисоки европски стандарди, вели професор Мојановски. Оваа несреќа покаже дека нашите институции кои немаат кондиција и не се добро оспособени или подготвени за справување со неочекувани појави, реагираат тромо. Експертите очекуваат истражните органи и обвинителството независно да си ја завршат својата улога. Тие треба да имаат одговор на сите прашања и ваквите катастрофи да бидат лекција која ќе значи носење на морална и политичка одговорност, како и носење на кривично-правна одговорност. Имаме и луѓе каде што се архитекти, инженери, градежни работници, луѓе кои учествувале во јавните набавки. Значи имаме една системска слабост. Доколку се утврди човечка вина, мора да има одговорност и таа не смее да биде колективна. Одговорноста мора да има име и презиме. Кој бил должен да превземе нешто, а не презел. Децидни се експертите.